Благодарам, подпредседателе, почитуван заменик министер, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Денес зборуваме за Предлог законот за дополнување на Законот за здравствена заштита по скратена постапка. Здравствената заштита е дејност од јавен интерес, независно дали се врши во приватни или во државни здравствени установи. Бројот на новозаболени од COVID-19 заедно со бројот на пациентите кои што се хоспитализирани неизбежно го наметнуваат прашањето за универзалниот пристап до здравствена заштита. Поидувајќи од тоа дека во услови на COVID-19 пандемија 85.000 македонски граѓани живеат само со 40 денари на ден, а секој четврти го поминува денот со 126 денари на ден, излегува дека приватните здравствени установи и услуги од повеќе илјади евра не можат да се сметаат како овозможен пристап за ползување на оваа човечко право. Пристапот до соодветна здравствена заштита не треба да зависи од социјалниот статус и не може да зависи од социјалниот статус, односно имотната положба на граѓаните, што е јасно утврдено со одлуките на Уставниот суд. Во Законот за дополнување на Законот на здравствена заштита се вели дека согласно член 281а од Законот за здравствена заштита, државата, освен што има право и овластување да склучи договор со приватните болници преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, потребно е да постави и лимит за максимален износ на приватно лекување од COVID-19. Со неодамешните измени и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, приватните здравствени установи го задржаа правото да лекуваат болни од COVID-19 со можност да даваат услуги во мрежата на здравствени установи, а претходно со склучен договор од Фондот за здравствено осигурување. Приватните здравствени установи треба да имаат дозвола од Министерството за здравство. Направен е превид во законот, намерен или ненамерен, дека предлог законот нема финансиски последици врз буџетот на Република Македонија. Во законот не се наведува и сумата од 45.000 до 305.000 денари, која е референтна цена, која Фондот за здравствено осигурување ќе ја покрие при лекување во приватните здравствени установи. Во член 1 од законот стои дека се дополнува член 65 став 2 и се предвидува и од законот се дава законско овластување на Министерството за здравство да донесе решение од земење на дозволата на работата на приватните здравствени установи ако не се придржуваат на мерката од членот 281в, а согласно членот 281в. По член 2 став 1 по член 281б се додава нов наслов и нов член 282 и 1.в. При постоење на кризна состојба во услови на пандемија од заразна болест, прогласена од Светската здравствена организација, заради спречување на нејзино ширење, а заради заштита на јавното здравје, приватните здравствени установи, согласно членот 281 став 1 од овој закон, учествуваат во спречување и сузбивање на ширењето на заразни болести. Точка 1. Тие спроведуваат здравствен третман на пациентите, болни од заразна болест, специјалистичко консултативна болна дејност, болничка дејност поврзана со дијагностицирање, односно ги прават сите дијагностички тестови за да се утврди моменталната здравствена состојба и плюс тестовите кои што треба да ги направат за дијагностицирање на односната постоечката заразна болест при прогласување на пандемија, односно назофарингеален, орофарингеален бронхобриз, бронхоалвеоларен лават во микробиолошка лабораторија или други методи одобрени од Министерството согласно ставот 2 на овој член. Точка 2. Ги даваат своите ресурси приватните здравствени установи, опрема, кадар и простор без наплаќање на доместок за нивното користење. Во недостиг на капацитети за лекување на заболени од заразни болести и недостиг на здравствени работници во јавните здравствени установи.
се наметнува прашањето според кои критериуми, според кои норми ќе се направи проценка дека недостасуваат здравствени работници, кога од старт тие се во недостиг. И пред да почне пандемијата, насекаде се алармираше дека во сите специјалистички дејности недостасуваат здравствени работници. И како сега, ние по кои критериуми во време на пандемија ќе кажеме сега недостасуваат здравствени работници или за болничките капацитети. Не е доволно да се бројат креветите. Креветите не лекуваат. Тука треба да има кадар. Кадарот, здравствениот работник, докторот е тој што лекува. Модуларните болници и бројањето на кревите во модуларните болници, во кои што немаше насекаде централен кислород и до последен момент се вградуваше централен кислород, не можат да бидат критериум за тоа дали пациентот заболен од COVID-19 ќе биде префрлен во приватните здравствени установи. И зошто се чекаше повеќе од една година пациентите, болните од COVID-19, да плаќаат огромни суми пари, над 10.000 евра во приватните здравствени установи, да плаќаат приватни ПЦР тестови по приватните здравствени установи. Ова е доказ дека сите преземени чекори кои ги презема власта се недоволни и задоцнети. Во точка 3 се вели: лицата кои се во приватните здравствени установи заради дијагностицирање лекување на одредена состојба и таму заболат од причинител за заразна болест за која е прогласена епидемија, пандемија, продолжуваат да се лекуваат по цени согласно ставот 2 на овој член. Овој член дава можност за злоупотреби на законот. Ако не добие болниот согласност од јавната здравствена установа, односно ако не го препрати инфектологот, според критериумите нема здравствен кадар, нема кревети, пациентот може да се прими по друга дијагноза, а потоа да продолжи да се лекува како болен од COVID-19. Значи можни се манипулации со законот. Точка 5. Пациентите со заразна болест кои здравствените услуги ги плаќаат со лични средства, здравствените услуги за здравствениот третман ќе ги даваат по цена согласно ставот 2 на овој член. Овој закон дава можност на имотните граѓани директно да си одат во приватните здравствени установи и наместо 10, 12 илјади, 15 илјади евра за жал, колку што даваа досега, да во таа референтна вредност од 40 илјади до 105 илјади ја платат таа вредност. Со тоа власта им дава можност на богатите да бираат, а додека на луѓето кои што едва врзуваат крај со крај, не можат да стигнат да се лекуваат во приватните здравствени установи. Со тоа се онеправдани сиромашните граѓани кои едва врзуваат крај со крај. Ставот 2, во кој се вели дека во здравствениот третман на пациенти од заразни болести од став 1, точка 1, 3 и 5 на овој член, владата определува највисоки цени на здравствени услуги во висина на референтните цени утврдени од Фондот за здравствено осигурување. Намерно или не, насекаде е испуштена таа референтна цена од 45.000 до 105.000 во законот. Ставот 3. За време траењето на мерките од став 1 и 2, одлучува владата, може да трае до завршување на кризната состојба заради заштита на јавното здравје. Има 6 месеци од кога е прогласена кризна состојба, од ноември 2020 година, дури и повеќе од 6, и зошто не владата не го донесе овој закон пред 6 месеци или пак во време на вонредната состојба, кога носеше владата уредба со сила на закон. Граѓаните се задолжуваа, земаа кредити за да ги спасат своите животи. Понатаму во член 3 стои дека ако приватните здравствени установи, односно ПЗУ, правното лице, ако не ги придржува мерките од членот 281 в став 2 или пак не постапува согласно членот 281 в став 1, ќе плати глоба од 28.000 до 30.000 евра
И став 33, глоба од 1500 евра ќе се казни одговорното лице ако не се придржува на мерката од член 281. Овој закон е повеќе замајување на јавноста, дека се мисли на граѓаните, дека нешто се прави, во суштина е параван дека нешто се прави. Ако се имаше искрени намери да се помогне на граѓаните, ќе се донесеше на време толку народ, да не плаќа толку големи, високи суми и, што е најважно, на Комисијата за здравство ќе ги прифатеше нашите предлози да се изврши рефундирање на овие луѓе кои дале толку пари по методологија определена од ФЗО. Исто така не се прифати и за бесплатни ПЦР тестови, меѓутоа Ви заврши времето, повеќе од 35 секунди. Бидејќи исцрпен